13 полицајци од Штип и Кучани се соочуваат со затворски казни од 1 до 10 години, бидејќи се осомничени дека сториле тешки дела против општата сигурност за трагедијата во дискотеката Пулс, што се случи на 16 март. Меѓу нив има полицајци што биле на смена кобната вечер, сменоводители и началници. Според обвинителството, полицајците не спречиле активирање на пиротехниката што ја донела групата ДНК. Палењето не било пријавено во полициска станица, а тоа е причината за смртоносниот пожар кој однесе 62 млади животи. Исто така, пиротехниката била запалена за време на полициската контрола, а полицајците не презеле ништо, информира обвинителството за гонење на организиран криминал. Осомничените не преземале мерки да спречат активирање на пиротехничка опрема на сцената каде настапувала музичката група ДНК во моментот кога ја вршеле контролата, чие палење не било пријавено во полициската станица Кочани, а од која пиротехника како последица настанал пожар во дискотеката Пулс. Обвинителството бара судот на осомничените да им определи мерки за обезбедување на присуство. Од изутринава со полициски марици, полицајците се доведени на распит во кривичниот суд. Инаку, МВР сите докази уште пред 1 месец ги има доставено до обвинителството. Нејасно е што чекал јавниот обвинител досега и дали тактизирал, кога веќе месец дена ги имал сите докази за приведените полицајци. По трагедијата, секторот за внатрешна контрола при МВР формирал неколку тима кои истражувале дали има одговорност кај актуелните началници, сменоводители и полицајци од Штип и Кочани. Биле проверени сите полициски контроли кои што биле извршени во угостителските објекти на газдата на Пулс. Се провериле и сите мобилни телефони на полицајците, а исто така биле и сослушани во врска со нивното одобрување на плановите за работа. И претходно беа приведени полицајци во 2 наврати, поради сомнение дека не постапиле законски и дозволиле да се случи кобниот пожар. Според обвинителството, тие потпишале и одобриле документација Пулс да работи во субстандардни услови, имало пријави во полиција за кривични дела и нарушување на јавен ред и мир, но и покрај тоа, во 2023 било издадена лиценца со потпис и одобрение на полицајците. Истрагата за полициските службеници ја води обвинителството за гонење на организиран криминал.